Добро вечер и Божи благослов, почитувани слушатели. Навистина е голема радост да и оваа вечер бидеме заедно и го слушаме, се разбира, гласот Божи. Затоа што Библијата ни зборува, самиот Бог ни зборува преку Светото Писмо, кое е инспирирано преку Духот Свети. Светото Писмо ни зборува точно за последните времиња. И ние всушност зборуваме преку Светото Писмо за последните настани, за она што треба да се случи. Почитувани слушатели, сакам само да напоменам дека Библијата многу јасно и гласно зборува, но од друга страна треба да се земи, да се чита Библијата, не да се читаат мислења, книги, дополнителни книги, туку Библијата е најпрецизната и најсовршената книга и таа доволно зборува и дава одговори на нашите прашања за последните времиња. Видовме дека сите ние ги живееме последните времиња, но тоа не значи дека е крајот. Откако ќе завршат некои нешта и се исполнат според библиските пророштва, тогаш ќе дојде крајот. Кога зборуваме за крајот, некои од наредните емисии кои се пред нас, точно ќе зборуваме на каков начин Господ Исус Христос ќе дојде на овој свет. Што мислаат другите движења? Дали Христос ќе се врати или постојат повеќе посредници? Што Библијата ни зборува? Затоа што постојат, како што кажав, некои одредени мислења кои сметаат дека многу други пророци ќе се појаваат заедно со Христос и дека секој ќе го застапува својот народ. Но Библијата по тоа прашање дава одговор многу јасен, но за тоа потом ќе зборуваме и ќе видиме кој е тој кој што ќе дојди и кој е тој кој што ќе им суди на сите. Така да, за тоа ќе зборуваме на некој од наредните, се разбира, емисии. Дали Христос е судијата, дали ќе дојди, затоа што се вртаат повеќе мислења и повеќе, се разбира, тензи. Но ние оваа вечер за тоа нема да зборуваме. Ќе зборуваме точно за последните настани, за последните времиња. И ако даде Господ, ќе зборуваме од книгата на Данило за последната седмица, тоа е 69-та седмица. Ќе зборуваме за 7 години кои ни се опишани во книгата Откровение, кои се поделени на два дела. 3,5 години плюс 3,5 години. Едните години ќе бидат години на Антихристот, каде Антихристот ќе ја скрие својата маска, а останатите 3,5 години тој веќе ќе ја изваде, а својата маска ќе видат сите. Но за тоа, потом, како што кажав, па Библијата, дури Христос и апостолот Петар и Павле и Јован не напоменуваат точно за Антихристот. Но нема да шпекулираме од каде ќе дојди Антихристот. Постојат повеќе мислења. Потоа ќе можеме да зборуваме и за 660, се разбират, и 6. Но ние зборуваме, како што кажав, за Библијата. Зборуваме за знаците и зборуваме за пророштвата кои ни се запишани во Светото Писмо. Како што кажав, минатата емисија зборувавме дека светлината има таков капацитет да свети во темнината. Таква е дадена можност. И затоа самиот Христос се представува како светлина на овој свет. Дури вели дека секој кој се движи во темнина, тој не знае каде оди и се сопнинува. За жал, денеска светот во една таква насока се движи. Насока каде што е темно, во една темна дупка. Затоа и Христос зборува, ние малку подоцна ќе видиме во таа 24 глава, кој што ни е запишана, како што кажав, таа ескатолошка глава, каде што Христос зборува дека беззаконието ќе земи еден таков замав, едно такво умножување, дури ке луѓето ќе олади и љубовта. Па дури денеска ние тоа го доживуваме. Љубовта меѓу луѓето е оладена. Луѓето не се почитуваат како што пред 20 години се почитувале и имале респект еден кон друг. Тоа некако како лека по лека да се гаси. Ке дојди да се згасни, па дури и скрос. Но за тоа ќе зборуваме, како што реков, наредните емисии. Поточно на самиот вовед ви ги најавувам нештата на оваа емисија, што ние понатаму на вистина ќе можеме
да зборуваме. Овие се доста интересни теми. Теми кои што не само интересни, но теми кои подкренуваат прашања и не тераат да размислуваме навистина за еднината наша и за еднината на нашите деца. Ќе зборуваме дека постои рај и пекол, и тоа не е илузија. Потоа постои суфурно огнено езеро за кој што самиот Христос зборува, самата Библија се разбира зборува. Поимот последните времена, значи последните дни, во христијанската теологија и библиските пророштва го означуваат периодот што му претходи на второто доаѓање на Господ Исус Христос и се разбира крајот на светот. Овој период се поврзува со големите општествени, морални и природни промени, библиските знаци и пророштва, како што веќе споменавме во претходните емисии. Прво, војни и глад. Исус предскажал дека светот ќе го тресаат големи војни, глад, земјотреси и болести. Второ, морален напад. Апостол Павле во своите писма запишал дека луѓето ќе станат саможиви, сребљолюбци, горделиви и непокорни. Еве ќе отвориме во 2 Тимотеј, 3 глава, и ќе видиме што таму навистина ни е запишано поточно како апостолот Павле го поучува Тимотеј. И вели вака: но знај го ова, во последните дни ќе настанат тешки времиња, зашто луѓето ќе станат самолюбци, сребљолюбиви, самофалци, горделиви, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници, непомирливи, клеветници, недарежливи, некротливи, недобролюбеви, предавници, преобразени, надуени, повеќе страстољубави отколку боголюбави. На изглед ќе изгледаат како побожни, а од силата од Бога ќе се одреча. Бегај од такви. Еве како ќе изгледаат луѓето во последните времиња. Па и денеска така изгледаат луѓето, надуени, горди, самофалци и така натаму и така натаму. Затоа ова се само доволно докази за кои апостол Павле вели еве како ќе изгледаат луѓето во последните времиња. Нели ова доволно ви зборува дека навистина живееме во последните времиња? Она што ни е запишено се разбира во Светото Писмо. Еве ќе отвориме во Римјаните 1 глава, 29 стих и ќе видиме што таму исто така апостол Павле ни зборува. Исполнети со секаква неправда, блудство, лукавост, алчност, злоба, полни со завис, убиства, кавги, измами, лицемерие, злонамерност, озборувачи, клеветници и така натаму, па дури зборува дека непослушни и зборува Павле за сите овие нешта како ќе изгледаат луѓето во последните времиња. Почитувани слушатели, зар денеска не изгледаат вака луѓето? Зар не се такви луѓето? Зар ова не е јасна слика? Што уште нам ни е потребно, она што ни е, се разбира, запишано во Светото Писмо. Број 3. Духовна криза. Се зголемува омразата, лажните пророци и оддалечувањето од верата. Почитувани слушатели, денеска можевме многу добро да видиме и да забележиме дека совршениот човек премногу се потпира на технологијата, но духовно опаѓа или духовно е празен. Живееме кога технологијата размислуваат луѓето дека е толку многу напредна, но свесни сме сите дека се појавуваат одредени пречки и тие пречки кога се појавуваат, сите доаѓаме до еден заклучок дека сепак технологијата не е совршена. Но живееме во еден таков свет, свет на технологија, што уште нема да се измисли, но само ова, како што кажав, е време кое што самата Библија ни зборува дека живееме во последните времиња. Затоа е многу важно, почитувани слушатели, да ги запазиме сите овие нешта кои што ни се запишани во Библијата, во Светото Писмо. Како што нагласив исто така за
Верата. Ако даде Господ ќе зборуваме за верата, за таа оддалеченост и опаѓање на верата, дека во последните времена ќе опадни верата, луѓето ќе изгубаат верата. Но за тоа ќе зборуваме, се надевам, наредната емисија за опаѓање или оддалеченост од верата. Затоа доколкош имајте убава вечер, Господ нека биде со вас и се разбира се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Не заборавајте како ќе изгледаат луѓето во последните времиња. Апостол Павле зборува, видовме и верувам дека овие се доволни знаци за да можеме сето ова да го забележиме и да сватиме дека живееме во последните времиња и дека е време да се прибериме и дека е време да одиме во црквата, да го слушаме Словото Господово и да живееме богоугоден живот онаков како што Господ сака. Пријатна вечер и се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.